Благодарам, почитувана колешке. Пробавте да ми извртите тезата. Јас воопшто не спомнав дека ќе има зголемување на платите во администрацијата, затоа што знам дека нема. Ќе има само во оние сектори кои што беа под притисок донесени, освен во образование и во детска заштита, на друго место и предвидувате евентуално кај судиите, на друго место нема. Барем за сега. Реформа на јавната администрација мене ми беше забелешка во делот на Министерството за информатичко општество и администрација, затоа што таму се кратат 62,5% средствата кои што биле предвидени со буџетот, и тука е голем проблем исто така и во делот на дигитализацијата, затоа што се уште тапкаме во место. Комуналните услуги, грејењето и комуникацијата, како што кажав, и тука е покачено, за разлика од административците чии што плати не е предвидено да се покачат. Другите тековни расходи за 30% се покачуваат, иако не знаеме кои се другите тековни расходи, затоа што овие што се наведени комуникација, транспорт и грејење се во други ставки, и субвенциите на јавните предпријатија се покачени за 8,7%. Сега ќе ви кажам зошто треба тоа да биде поголемо покачување. Тоа треба да биде поголемо покачување, почитувана колешке, затоа што јавните предпријатија се донесоа пред колапс. Со покачувањето на струјата и со покачувањето на минималната плата и дополнително транспортните трошоци, сето ова се зголемува трошокот и нормално е нареден чекор на секое предпријатие, посебно за велешкото комунално, јавно комунално предпријатие ќе кажувам, нормално и логично е нареден чекор да биде поскапување на водата, затоа што е неодржливо. Затоа што овие реформи донесоа до тоа. Од 309 вработени 260 беа под минималната плата. Кога ќе ми исправиме платата на 18.000, од една страна ќе направиме раздор помеѓу вработените, затоа што некој што е дежурен и цело време е на терен треба да зима иста плата со некој што има помал коефициент на сложеност на работа, а од друга страна финансиски ќе го оптовариме буџетот на предпријатието и доколку истите приходи останат, ќе имаме многу брзо таложење на загуби. Во однос на ова што кај владата го коментирав, имавме зголемени договорни услуги. Таму можеби сум имал некаква забелешка, не сум имал во делот на Министерството за информатичко општество, ама договорните услуги кажавме дека ни се основ за можеби криминални тендери, криминални договори. Сега, во однос на администрацијата не сакам многу да се натегаме, затоа што граѓаните многу убаво знаат кој велеше од Валандово дека ќе јаделе живи луѓе и кој ќе ги менјаал од чистачка до директор, а кој не го направил тоа. И нема тука зошто да ја должиме. Во однос на бркањето од работа го спомнавте, не сакам да отварам стари рани, транзицијата остави 300.000 граѓани без работа. И мојот татко беше еден од нив. Понатаму 2002-2006 870 вработени од железница беа избркани. Сега дајте да не се враќаме, дајте да гледаме во дополнително за што правевте компарации за бројот на вработени. Имаме 2016 година бројот на вработени во јавниот сектор 128.722, 2020 година 134.900 или разлика од 6.178. Вие кажавте некоја друга бројка, 2000 и неколку. Разлика, кај мене разликата излегува 6.178 ново вработени. Ако земеме текот на пензионирање и старосната структура како се движела во годините, ќе видите дека можеби е иста бројката на вработувања во текот на претходните години со претходните 5 години. Ако направите компарација, ќе видите дека е така. Исто така, имате нови фирми, односно нови трошоци, нови директори, нови давачки, нови заменици директори и така натаму, вкупно 25. 2016 имало 1299 институции, 2020 имало 1324, 25 нови институции со нови директори, заменици и така натаму. Значи се зголемува администрацијата наместо да се намалува, и тоа е спротивно од она што кажуваше Зоран Заев. За Артан Груби да не зборувам, човекот 60% ја зголемува администрацијата и така натаму. Проблемот во Република Македонија
е приватниот сектор. Таму ние треба да имаме посебен осврт, посебен акцент и таму да отвориме нови работни места преку тирзовите, преку инфраструктура, преку вложување по секаков тип на комуникација. Таму треба да биде нашата битка, ама за тоа треба да поставиме добра основа. Јас претходно ви кажав, од една страна субвенционираме, меѓутоа од другата страна треба да ставиме добра основа за да имаме намалување на субвенциите, а зголемување во инвестициите во инфраструктурата. Имаме за период од 11 години претходно 180.000 вработувања во приватниот сектор, сега имаме нови 24.000. Има огромна разлика. На крајот на криштата буџетот најмногу го полнат тие фирми, приватните фирми. Ние не сме продуктивни за да произведуваме додадена вредност. Така да сам дека овие тези кои што ги изнесовте тука околу администрацијата не држат кој знае колку, меѓутоа за да му помогнеме на останатиот сектор ви кажав кој е патот. Благодарам.